Добре ми дојдовте убави луѓе на вашето милено место, Шанкот или на Шанк. После толку празници, неработни денови, некако дури чудно ми дојде тоа што еве 5 дена во неделата мора да се оди на работа, затоа претпоставувам дека особено ви е драго што сте на Шанк, затоа што ќе ви треба релаксација. Си седав така по дома и си викав, бреш, убаво било вака да си само 4 дена на работа, 3 да не си. Одма ќе снимаш плат. У втората недела ти ќе немаш пари од излегување од кафани. И некако шубе ми дојде дека нема веќе неработни денови, пошто кога ми текна дека дури тек таму до Великден, до април треба да чекаме за неработни денови, си отворив винце и си почнав да си пијам и да се тешам. Како и да ви подготвивме убава програма и денес, убави муабети и ве поканувам да останете да не проследите. За оние кои се уште тешко се расонуваат после толку празнувања и некако тешко им дојде работни денови, им треба повеќе енергија, знаете што препорачувам. Кафенце, квалитетно кафенце, која е на првата голтка од кафето, ќе почувствувате како кофинот си работи и веќе сте вие спремни и полни со енергија. Кога мислам на кафе, мислам на конечно вистинско турско кафе, мислам на нашите пријатели. Ако веќе ве убеди за какво кафенце треба да се одлучите, мислам дека треба и да ве потсетам дека откако завршија празниците, убав начин да се расположите и да се разнежните сами себе, да се почастите сами себе е нов автомобил. Новиот автомобил ќе донесе радост секаде, посебно кај вашата сопруга. Побарајте ги моите пријатели, закажете на средба со нив за да ви објаснат за тоа колку на лесен, едноставен и брз начин можете да добиете новата Hyundai Elantra по одлична цена и за тоа колку само е важно да имате квалитетен, штедлив и модерен автомобил и за вас, и за вашата сопруга, и за вашето семејство. Сега, драги мои, останете на Шанк, започнуваме веднаш. Започнуваме уште еден интересен муабет на Шанк и уште една интересна личност од музичар, од музичките води личност, која дефинитивно вреди да ја запознаете. Човек кој ми рече да го кажам джезер, да не го сгрешам зборот. Ја уште стар дека го паметам зборот да си го кажам. Дами и господа, Филип Стевановски. Ете, ти го погодив презимето. Точно така. Добре ми дојде, Филип. Добро ве најдов. Наистина ми е мило што сум дел од вашата екипа. Не сгрешив, така? Джезер е правилно. Така, не джезисти, джезер. Да, не джезисти, джезер. Филип, зошто вакво кришно презиме? Прв пат слушам Стевановски. Па што да сме биле сгрешени валјда? На овој матичарот изгледа не би се погодил. Тоа време сите се со Ф, ние сме со В, мојата фамилија се со В. Зошто така, не знам. Сите лево, вие десно. Сите Ф, дали не знам што било причината, ние вместо Ф, В ставиле. Да, па затоа јас слично звучи. На старт не мислам, Филип, да не те сгрешам, да не е проблем. Океј, едно кратко представување се договоривме. Јас со джез музика многу не се разбирам, ама се разбирам у пиење на джез музика. Така да пред да те оставам да ни се представиш на нашата публика, да наздравим и да ти заблагодарам што ја прифати нашата покана да ни бидеш гости. На здравје. На здравје. На здравје живи. И да го пробаш винцево. Упорно правам муабетот чоша. Да. Супер винцево. Ни рече дека тебе нисо што сме одбрале црвено винце. Да, наистина сум љубител на посебно црвено вино. Како љубител на црвеното вино, дали можеш да приметиш што вино пиеме? Па ова е мерлот, јас мислам. Така, се гледа човек со искуство. Да, суво црвено. Така, рубин црвена боја. Да. Се одликува со силно изразени ароми на рибизла и капина. Нашите пријатели го прават најквалитетното вино за сечија, трпеза и пригода. Меко и хармонично, се служи на температура од 16 до 18 степени, таман сме тука некаде, со разни ферментирања сирења, лесни јадења од црвено месо, како и со десерти. Немам ни сирење, ни десерти, ни ништо. На суво, така. Иде и на суво. Вино, добро вино оди секако. Да, секако, нормално. Јас и, например, и со грешка јадење да ми го дадат. Ако е добро виното, да. Се е во ред. Јадењето не е проблем. Така. Како се представуваш и објаснуваш себе си кога ќе те прашаат што е твојата професија? Како се дефинираш? Па вака, она што го работам во моментов е се што е поврзано со музиката, но како вработен во државна институција, сум професор во средно музичко училиште во Штип Сергеј Михајлов, како професор по тромбон и на музичката
академија во Штип исто на Универзитет Гоце Делчев. Тромбон беше она големот. Тоа што се влече. Добро. Така да тоа е првичното она што го работам како професија во државна институција, нели, како работна обврска која што морам да ја спроведувам 5 работни дена во неделата. А она што го работам, значи дополнително таа, значи работа е мојот бенд, значи Филип Стојановски бенд, кој што функционира веќе 7-8 години. За 2 години ќе правиме јубилеј од 10 години. Потоа настапи со Четкар, настапи во Флека, настапи, значи со сите музичари кои што си соработуваме, значи концерти, турнеи и сето тоа. Потоа работа во мојата продукција во студиото FIS Production, каде што нели компонирањето исто така во студиото, значи правиме музика за фестивали интернационални, наши тука, еве сега веќе се спремаме за Макфест кој што треба да се одржи. Машало вредно дете. Па фестивали во странство, веќе значи имаме мојата музика, значи веќе добро се пласира во странство, значи 2 песни имаат освоена прва и втора награда. Одлично. На светски, значи фестивали за поп музика, едниот е во Латвија, каде што бевме во декември, а од другиот е во Бугарија, кој што беше во септември месец, кој што моите песни ги пее Давид Миладинов, кој што е една звезда која што веќе во Бугарија жари и пали. Наистина го обожаваат и веќе на некој начин ја градиме таа кариера со помош на мојата музика, со помош на контактите кои што ги имам, така да се трудам да помагам на сите на оние кои што можам и да наистина имам многу таленти во Македонија, да ги извадиме на прав пат со таа продукција која што јас се имам. Продукција под наводници. Напротив, значи баш ќе те испофалев затоа што многу сакам луѓе кои сестрано опфаќаат она што им е љубов и пасија. Да. Значи ти ги имаш фатено убаво се рече сите сегменти што може од музиката. Значи не баш се, али она што го работам се трудам да биде навистина завршено професионално и да не се на брзина, да не си правиме како што викаат калот од занаетот, него навистина да го направиме квалитетно, не се постигнува. Значи тој што ќе каже дека се постигнува не лаже, али да не се изразиме лаже, али навистина многу тешко се постигнува да успееш на сите места така, и на сите гранки, заради тоа што навистина е многу напорно сето тоа. Си го прочитав делот што требаше да читам, сега можеме да научари. Филип го гледам битно, виново го гледам, ќе погодам. Ако те вратам наназад пред 8 години на твоите почетоци, дали тоа беше со бендот првиот твој старт во овие води или имаше нешто и претходно како е што го правеше од љубов, од хоби? Вака, значи музичкото мое образование, стартот на музичко образование, моите 6 години. Значи тогаш почнав со клавир. Од 6 годинки? Од 6 годинки. Со запишување нели на основно музичко училиште во Куманово, бијќи сум од Куманово. И таму почнавме нели со музичкото, со пасијата, значи пијано, и кога дојде оној моментот за преодот од основно во средно, тогаш јас кажав дека ќе одам музичко и ништо друго. А љубовта е од мојот татко кој што веќе се занимаваше до 92 со музика, па сега почна пак. Така да имаше моменти кога ме мислеа демек зошто ти да одиш на музичко, оди нешто друго, но јас сепак бев одлучен дека тоа ќе биде тоа. Нема синко лепо тоа, оди работи нешто друго. Да. Еве јас знам. Не, тоа. Така да навистина до сега имам успешна да кажам некоја си кариера, значи уште од мал со настапи со оркестри можам да извадам дека сум свирал на отворањето на стадионот на Young Boys во Швајцарија, што навистина е за дете од втора, трета средно е голем предизвик да свириш пред 20-30 илјади луѓе. Навистина е многу за едно дете во тоа време што сум бил. Потоа учев во Америка едно време, година во средно, па се вратив тука и не се кам што сум се вратил. Кај гледаш како знаеш да ги го прачам. Ти уредо е. Не си прва што реагира така, уредо е. Добре. Да, па сите тоа таму го викаат. Па не, се вратив јас во тоа време беа плавите пасоши, она нели визија да се продолжи таа виза и сето тоа, се вратив и во Македонија и одлучив дека
ќе завршам тука со моите студии, со сето она што мислев да се надградувам како музичар, и дека после тоа ако излезе момент да одам на страна, нели, за свирење, за било што, дека ќе го правам тоа, но да живеам во странство, барем во тој период, викав дека нема така да биде, и тоа беше цврста одлука. И навистина ми е окей тука. Значи, некои се жала дека во Македонија вака било, онака било. Да, моменти тешки има, но ако сакаш да заработиш од музика, може да се заработи во Македонија, но сепак треба вака како мене во повеќе гранки, малку да пиеш. Ми доаѓа тешко, си пеам и помину. Си свиркам. Да, си свиркам. Лесно ни е на нас, си свиркаме ние и така, да. Сега, значи, знаеш да свириш пијано, тромбон? Пијано и тромбон, да, имам завршено 2 факултета, едниот е джез, мислам джез, другиот е за класична музика, значи ја предавам и класичната и джез музиката. Мораше да се одлучиш веднаш кој ќе биде вториот инструмент што ќе Не, учиш? па уште од мал си свирав на клавир и кажав дека цел живот клавирот не го оставам. И во мојот бенд јас сум пианист. Значи тромбонот е како атракција некоја која што се појавува во текот на настапите, во текот на концертот, а пак затоа на пример со Четкар сум во неговиот бенд сум тромбонист. И навистина е окей. Така да имам два инструмента, да. Човек што може да го издржи тромбонот, Да. не може секој да свири на тромбон. Так. Твоите студенти, првично, како реагираат на тоа што имаат професор кој на некој начин е докажан музичар, работи нешто надворно од професија, и колку има, ти рече дека има талентирани деца во Македонија, но колку има деца што од родителите добиваат вистинска поддршка, тебе секако дека ја добиваат, но еден родител колку му вели на детето, ајде синко, стани музичар, не е битно што не е во Македонија баш во моментов толку исплатливо, ама битно е дека тоа го сакаш. Нормално, па има значи типот на родители кои што се залагаат за децата, го гледаат дека тоа го сакаат, што нели што го работат, дали ќе пеат, дали ќе свират, било што, и се залагаат за тоа да биде така како што е, и вложуваат во нив, значи купуваат прво, да кажеме, скапи инструменти, биејќи ова јас го викам музиката е скап спорт. Значи Так. да направиш една песна, еден спот или инструмент да купиш, тоа кошта пари. А на почетокот фидбек немаш нормално, него се испаќа тоа после неколку години. Што нели треба да бидеш упорен, да се работи, да се вежба за да тоа се исплати. Учениците мои и студенти, дел од нив се многу талентирани, но не вежбаат и не се замарат реално. Значи се помалку и помалку деца има, не зборам за родителите. Родител као родител, јас сум родител, би вложил во моето дете се за да тоа успее. Но сепак најголемата улога ја имаат децата. Значи они треба да седнат да вежбат или да свират или да пеат или што и да е, и да се замараат за тоа што сакат да направат во животот. Значи мора во музика да одиш со цел. Значи не можеш да не поставиш цел, него имам цел сега да успеам не знам, да бидам музичар, да бидам пианист, да свирам джез музика, да свирам што и да е. Значи да си поставиш цел во животот и која ти е целта, со таа цел да одиш. Иначе нема да успееш и не можеш да успееш ако не си упорен. Сега деца малце нели нормално, деца има во пубертет, во развој, која сакаат да излегуваат, сакаат ноќен живот, ние сме го поминале тоа, но сепак јас ќе кажем кога јас со моите обврски милион можам да постигнам за се. Ретко се нели да се излезе се и со фамилија, да излезеш нели во диско и слично, но сепак се наоѓа време за се. Они како деца и како студенти можат тоа да го направат и можат да успеат во животот доколку сакаат. Јас сум тука за да помогнам, бидејќи навистина пак ќе кажам се трудам највеќе што можам да им помогнам во секој поглед. Дали тоа ќе биде учество на фестивал, дали ќе биде тоа снимање на некоја нивна песна или на некоја класична композиција која што тие свират, што и да е во врска со музиката, можам да им помогнам ако побараат помош. Сега некојаш ќе барат помош, некојаш не. Од мамата добив впечаток дека си од оние луѓе, јас сум од тие луѓе што тврдат дека мора и да вежбаш, не си во талентот. Да. Значи има луѓе ќе речат 90% е талентот, 10% е работата. Јас велам кој бе 90% е работата, 10% е талентот. Јас кажувам не тоа е мое, значи мое мислење што јас го кажувам, што некој не се согласува со мене. Гледаш на кај понежната половина, да. Гледам на кај понежната, бидејќи она е музичар исто во бендот, ќе кажеме после кои се
нели кои со мене настапуваат. Значи јас моето мото, не можам да кажам мото, него она што јас го кажам за талентот е дека 2% е талентот, другото е работа. Многу е строг. Например, строг од мене. Заради тоа што не, навистина, има ако некој дете или било што е талентиран, значи ако талентот му е 60 и 70%, со малку работа ќе го достигне тие 80-90%. Но некој ако има 5% талент, ќе вежба 80%, ќе вежба ако овој со многу талент вежба 2 сати, овој ќе вежба 6. Така што ми кажа подобар ќе биде после. Не, ама може да достигне некое ниво кое што може да парира. А во денешно време не е само значи талент и она како и што свириш, има многу улоги, тоа да не навлегуваме се во тоа. Ако имаш пари, ќе бидеш многу подобар и одуваш за талентиран. Не до толку, али иронично го кажав. Треба да кај нас знаеш како, никој не те праша дали имаш диплома кој излезеш на сцена или дали ти си дипломиран или не си или било што. Кај нас е дали добро свириш или не свириш, дали изгледаш добро или не, дали тоа што го правиш е добро или не. Значи така те оценуваат. Никој од публиката нема ти дојде и каже дај да видам ти што имаш завршено. Нели? Така и со вработување, никој не ти вика дај да видам што оценки имаш па да знам дали те вработам. Или те видува или не те видува. Така. Бендот го носи твоето име. Тоа значи дека твоја беше и идејата, и целта и иницијативата за да се создаде бендот или се собравте како го направивте бендот? Значи пред 8 години пред 8 години имаше еден бенд кој што јас во него се свирев тука од Скопје бенд и тој бенд се распадна, секој си тргна на својата страна и член од тој бенд го викнав јас, викам дај да правиме бенд и како да се вика бендов и ај по твоето име, добро, Филип Становски квартет почнавме прво. И од тој квартет се случи нели као бенд да биде, се проширивме, луѓето се менуваат, нормално соработките се битни и сега моментот со бендот е што постојат два проекта во бендот. Едниот проект е со мојата авторска музика, џез музика, она што го правам и го творам, а вториот е проект каде што настапуваме како и секој бенд, настапуваме по фестивали, по ноќни клубови, значи по секаде онаму каде што поминува нашата музика и првенствено се свири латино фанки стил, она што го работиме ние. Да, значи она што го работиме тоа со бендот, а другиот е стил на авторската музика, она што го творам. Сега, морам да ја кажам, значи членовите на бендот во моментот кој што се мора да се поздрават. Но да, нормално, без нив ништо не е правилно. Тука имам една убава плавуша блондинка, значи ако не ја поздравам, ни ти ни јас нема да си излизам од студио. Нели, тоа е мојата сопруга која што е вокал на бендот, Ирена Крстевска Стевановска, мора да кажам и двете презимиња, пошто нема да се од модерните задржам презимето и пуске го додадам. Да. Значи вокалот во бендот. Потоа басистот е Александар Коларов Цеја и имаме нов член сега на Тапани, тоа ни е Димитар Симонов. Значи тоа е тој квартет, тој бенд кој што функционира, зборам за оној латино фанки стил со пеење, со она што го сакаат, значи луѓето што го прифаќаат. И навистина добро работиме, за 8 години имам издадено 4 албуми, од кои што првиот е мојот авторски албум. Да, за тој веќе и Сунватек. Другите се као преработки на популарна музика, но сепак аранжманите се уникатни. Ни една песна не се свири како што звучи оригиналното. Чи тоа е мој некој стил да го правам. Сега ми даде интересна тема на муавет, ми велиш сопругата е вокалот. Се заљубивте од како влезе во бендот? Или викаш чекај убава девојчава, може знае да пее? Треба да ја прашате, не. Не, се случи, значи случајно, немаше врска со бендот. Не, има бендисана, па ти има викната во бендот. Во план беше се, викам тука ова ќе си ја фатам. Не, нормално, вака се случи, значи спонтано се запознавме не со музика, случајно на друго место. И баш она удварањето кога беше, нели, јас ги расправав за мојот прв албум како ќе биде, што ќе биде бендот тука ова, она.
И така после Јура почнува да пее. Почнува да пее. Кажи. Пееше она, али најпрво ми вика, кај јас не сакам да влезам во бендот, не знам што, ајде викам тука дојди. Да пееш. Јас спомнав се работка за читкари, баш ми текна тоа што него прев муабетот, као викам, дали никош ти беше приоритет во животот да женската мора да слуша џез за да ти биде женска или сопруга, и сега гледам дека Ирина е во бендот, значи кај џезерите. Кај џезерите е услов да слушаш џез музика за да можеш да бидеш со џезер. Не мора, значи вака. Ај ти читкар не може двајца да ми се потрепите. Не, значи секоја музика е за ценење. Значи се што се прави еден автор или еден изведувач, што и да извади, која е песна, дали е тоа турбо фолк, што и да е. Ама ти гарантирам дека сега да почнам да ти биам хоću куќу да ми купиш, ки изгледаш тука прва га за трчање. Ке залепиме некоја пара. Гаси камери, почнам да пеам. Не, се е за почет. Јас барем сум од тој тип на музичари што не се оградувам само джеси, тоа е нешто најдобро, тоа треба сите да прават, не. И турбо фолкот е добар, и фолкот, и поп музика, и народна, кој што сака нека си прави и нека си успеви, дај Боже да си успева. Ти си единствениот човек со ваков став, што е за почет? Да, имам. Значи јас ако дојдам кај тебе, работам, знаете како, не смеам да кажам пошто работам за секаков. Да, сакам да речам ти влагам у студиото и викам, слушај, ти на мене ќе ми направиш, сакам слично на ова бела циганка и да пеам. И ќе ме гледаш. Се прави. Ќе превртуваш очи, ама се прави. Пари, бизнес е бизнес. Да. Така е. Она што следно ќе начинам од тема да те прашам е дали ги спомна фестивалите. Го спомна еден од најпознатите реномирани македонски фестивали Макфест. Меѓутоа дали си уште од оние луѓе што сакаат да одат по фестивали, што им е убаво да настапуваат на фестивали? Од поголем дел од музичариве, извини што прекинав, имам впечаток дека имате верзија спрема фестивали дека се избегнува тој дел. Па вака, јас не настапувам, јас лично со бендот да излезам да настапувам, него јас се појавам како автор, аранжер, композитор или текстописец или што и да е. Не сте биле од дел од сцена да... Не, значи на фестивал како што е Макфест за поп музика, не. Биејќи она што го правиме со Филип Становски бенд, не ни дозволува да настапуваме на такви фестивали, биејќи ние првенствено работиме друг стил на музика. Еве за прв пат сега навлегуваме во македонската музика, можам да кажам, искомпонирав една значи композиција, една песна на македонски јазик, која што е посветена за мојата ќерка Лора, која што наскоро треба да излезе, сигурно ќе се врти по станиците, ќе може да ја слушнат. Значи тоа е прва македонска песна која што Филип Становски бенд ќе ја изведе. Значи до сега нема изведена македонска песна, зборам авторска се појави или било што, се е за прв пат. А на фестивали како што се од типот на џез фестивали или фестивали кои што кај нас и во странство ги има многу, сме настапувале или со она што ние го работиме. Морам да го издавам фестивалот што бевме со Четкар Джарасум Джез фестивал, значи тоа беше, јас го кажам дека секој музичар треба да го доживее и може да стави крај на својата кариера. Навистина е така, од 10 до 20 или луѓе да се чувствувавме како најголеми звезди, што за мене зборот да кажеме звезда не постои, али сепак навистина се почувствувавме така и сега следе на фестивал кој што исто така ќе настапуваме со Четкар во Индонезија. Навистина фестивал да свириш рамо до рамо со Чик Корија представува голем предизвик за Четкар. Навистина секој чест што тој е еден значи за мене најголем пријател прво, најпозитивната личност која што постои, што сум го запознал, најискрената личност. И навистина навистина си имаме еден убав флуид со него и навистина е за пофалба и за поклон она што тој го прави. Вас ве спои професионалната музика, како и ретки се луѓе што се занимаваат со таа музика во Македонија и така прирасна претпоставам пријателство и соработка. Да, веќе неколку години, мислам дека 4 години сме веќе заедно. 5, ние се запознавме, он уствари ни дојде на наша свирка во Охрид и навистина се дружевме до Сабајле, од 20 се вративме за Скопје. Пошто ми се спиеше многу јас. Да, се дружевме и после некоја година ми се јави за настап во Скопје и се почна од тука. Од тогаш, да. Одлично. Колку мислиш дека е Македонија зрела за овој тип на музика?
дали реално публиката знае да цени, да почитува? Јас верувам дека постојат група на 10-20 луѓе кои ти е мерак да ги видиш на твои свирки, но што е со останатите? Видите, значи еден период Вака прекати. Не, вака беше. Значи имаше еден период која џез музиката и она што го правевме ние имаше голем подред. Значи навистина зборам за Скопје, зборам за Македонија. Навистина можам да кажам дека сме свиреле секој ден освен во понеделник, еден период кој што траеше година и пол. Значи, онака со бендот, буквално не сакавме да се гледаме, од што секој ден бевме заедно и секој ден по пат. Но тоа некако во последните години, последните, да кажеме, 2-3 години замре. Сега што е причината за тоа, не знам, но сепак пак дека ќе кажам дека... Дека си женете со дете, кај те пушта за Не, нема врска тоа, не, навистина не е тоа, него навистина се појави, значи едно време имаше баланс со музиката. А сега некој тој баланс го нема, значи се појавија да кажеме многу повеќе диџеи, лайв настапите се намалени. Тоа е сега на тренд. Значи најголем проблем кај нас се финансиската, нели, конструкција и она што треба да го подмират за еден бенд, што навистина чини. И сето она што треба да го донесат за еден бенд да настапи, значи зборам озвучувањето, микрофоните и сето тоа, за разлика од диџеј се поставува диџејот, поставува озвучувањето и тоа е тоа. Така да мислам дека има некои осцилации има и во кариера, нормално на секој музичар, но и во музиката. Значи имаше многу повеќе порано места каде што можеше да свири џез музика, латино музика, значи фанки и секоја разноврсна музика која што имаше, ако ти сакаш дојдеш на турбофолк, дојдеш на турбофолк, сакаш дојдеш на џез, дојдеш на џез. Сега мислам дека е многу намалено. Али се надевам дека со ова што го правите вие со емисиите, со ова сето тоа за да ги... Ја, ако ја пеам белација, нема да слушам. Ама слушам и џез. Ама слушам и џез. Ќе направиме ќе успееме во тоа да повторно ја дигнеме оваа музика и да повторно направиме некој баланс и да може народот да слушне нешто поразлично. Имаме многу автори во Македонија, пак ќе кажем, имаме многу музичари, многу талентирани за разлика од другите земји. Ние сме поднебие кај што навистина имаме многу големи, значи, таленти, дали за пеење, дали за свирење. И сум убеден во тоа дека може да се успее кај нас, само што треба да ја пласираме повеќе нашата музика, да не увезуваме музика. Ево нашата музика да ја пласираме. Ама ние по нашата си плукаме, туѓото некако го форсираме и За тоа е. жал. Многу ми се допаѓа што си искрен човек. Многу си искрен човек. Искреност е најбитна. Сега предпоставувам дека знаеш што те чека. Да. Тестот на искреност, да, спремна си. Јас шумње стан научено дека на доктор си. Добре. А се кашлај, диши. Ти спремив неколку прашања за да те запознаеме и јас и публиката да не малку сгрешиш. повеќе. Сега тука имаш публика сопругата. Има ли? Тука, Може би. Нема или джа или бу. Никогаш не сум зборувал за некој позади грб. Искрено сум, не сум. Не сум. Не. Никогаш не сум бил во врска со личност која едноставно не ја сакам. Сите имаме такво минуто. Каде дај шанса. Нормално. Да. Никогаш не сум раскажувал нешто наоколу за мене што едноставно не е вистина. Не сум раскажувал. А не сум. Оставам другите да кажат што мислат за мене. Дали е позитивно или негативно. Никогаш не сум имал страф од забар. Не сум имал. Во 8 години не одев на забар. Треба да одам. Јас добро ме потсети. Ајде. Никогаш не сум бил во кафана повеќе од 8 часа. Да размислам. Али сум бил сигурно. Сигурно си бил Сигурно повеќе од 8 сигурно, часа, сигурно. да не се 16, Не, во 8 сум не е бил, проблем. да, сум бил. Бил повеќе од 8 часа бил, не знам. Види ти може не се сеќаваш. Ама ние жените сме за тоа. Никогаш како мал не сум бегал од дома. Сум кај баба ми цело време се Не крие. сум бегал јас. Не? Не, па не сум бил дома од 13-14 години, сум мислел за дома. Ти Под светот. нема што да бегаш, тебе мерак ти е да ги видиш твоите.
Никогаш не сум бегал од часови. Не сум професора. Сега. Не, навистина. Ова за деца, сум го учил тоа што сакам и навистина би било многу не својствено во музичко да бегаш од час. Значи музичко не може секој да учи. Значи немаме таму географија, физики, хемија, нешто за да избегаш од некој час, него е нешто што го сакаш да го учиш. Ама јас знам луѓе од овој факултетот за физичка култура бегаат, сега па и од физичко бегаат. Не сум бегал. Не сум бегал. Има вистина, имам луѓе другари, значи они бегаат од факултет за физичка култура и си викаш сега што ти бегаш од стомачни прања. Не сум бегал, реално. Никогаш не сум поминал цел ден во кревет. Не сум. Не знаеш што пропушташ. Не знаеш што пропушташ. Убавина. Значи еве искрен ќе бидам, пред 2 дена ми се случи тоа, да бев многу изморен од патиот се и онака си лежев дома и си вика само леле колку имам работа, Значи јас одморав физички можам да кажам, али психички не. Се заморив повеќе. Тоа што мислев дека што треба да направам, реално. Ти не знаеш што пропушташ. Никогаш не сум бил казнат, под казна дома. Родителиве твои како праја? Сум. Не сум бил под казна. Абе гледаш ова, послушај го татко да тргни по неговите стапки, дома ќе бидеш цар. Никој не да закача. Не сум бил, не. Опуштено е. Никогаш не сум бил казнат од полиција. За брза воžnja? Сум. За брза воžnja? За се. За се? За воžnja црвено. За брза, значи воžnja има многу казни. За паркинг. Те пофали дека вози брзо. Стварно, И што да се јавите со Ирена на кај дома кога ќе стигнете, се јавите дека се стигнале полека да возите. Никогаш не сум доцнел на средби, дружби или работни состаноци. Сум денеска. Нашиот нов колега Славе ќе го поздравиме, Аце. Целата екипа тука се изненадија од мене дека дојдов на време. Така, јас бев тука и секој сум на време. Стварно, тоа ми е дел од принципот. Ја не дека каснам, вие доаѓате порано. Другите ме каснат. И другите ме каснат. Никогаш не сум седел сам на шанка. И не сум седел. Не сум, ама имам многу желба, онака како по филмовите, така кој ќе ти тоа е инспирација. Ама не сме сами, мислам, зборам сам да се излезеш у град да седнеш на пијачка. Не. Дури во Америка која беше? На кафе можеби да. Вечерно време за алкохол зборам. Не, за алкохол. Дури во Америка која беше не. Ако гледаш американци тираат нека американките. Овите лажат. Никогаш не сум читал лектири. Аз сум читал. Абе, ние сме деца со се петки тебе, сите. Ете, гледаш, и на факултет просек сега има некои тие другарчињата што кога сакале да бегаат, ти не си избегал. Да, еве го овој се појави. Никогаш не сум препишувал на тестови. Сум препишувал нормално. Во основно. Дечки, немојте да препишувате. Не, давам, во принцип е нормално да погледнеш малцето. Ако имам нека толеранција и граница. Не сум учествувал во тепачка. Не сум. И мирно дете сум. Мирно дете сум, бе! Да се знае кој е шериф умало. Кој е шериф умало? Значи, ја бев сине на тато. Сине на тато. Ја бев таа. И сега мустаците кои нема да ги издепилирам и текно, јас сум сине на тато. Никогаш не сум посакал да бев роден во друга земја. Веќе установивме, ама гледаш како сум го погодила во прашањето, вака ќе вртам. Се си мислев дека ќе се селам и се залюби во дечко што не ќе да напушти земјава и као, ами јас сум тука да седам. Јас сум тука. Никогаш не сум сакал да имам друга професија. Вака сега. Ја како лесно се одлучи. Не, па не сум сакал, али понекогаш ми доаѓа онака се преку глава музика. Толку се прашањава. Значи ми доаѓа се онака преку глава, Најбитното. И сум викал готово. Крај не се занимавам со музика, но тоа трае неколку часа и пак се враќам. Да, се вратам нешто да си довршам работа и толку е. Кои ќе бидат идните планови, веќе ми кажат турбо работиш, значи ја да дамна немам сретната човек како тебе што е толку зафатен. Турнејава настапот со Четкар го спомна. Само во март имаме 2 турнеи, едната е со Четкар, другата е со мојата, значи продукција во која што е и мојата сопруга. Ќе настапиме на фестивал во Германија. Во Дизелдорф, тоа е 23 март, така да веќе подготовки ги спремаме децата, спремаат матриците, музиката, сето она што го работиме, навистина се напнато и турбо.
Значи настапи тие, потоа имаме покана буквално од сите фестивали за поп музика, од сите светски фестивали, па така да не очекуваат фестивали во Израел имаме во април, па во мај има Бугарија, во Италија и Бања Лука има еден фестивал. Значи буквално се Вака. да. Инспирацијата од каде доаѓа? Од кој стресен распоред кога тебе ти дава време да се изрелаксираш, да седнеш во студио да правиш музика? Па и тоа е дел од работата и од животот. Значи инспирација може да ти дојде додека се возиш некај дома. Или главоболка онака ти пулсира, чека да го фатам ритамот. Не, се случува. Значи не е тоа се ајде седнам ќе напишам песна и седнаш пишуваш песна. Не, напротив, значи тоа навистина треба да имаш инспирација и да е плански. Еве имам да кажеме песна која што треба ми бараат, значи песна. Во моментов ја немам таков стил на песна, значи може да ти дојде инспирација може да дојде за 2 дена, може да ти дојде за еден ден се да направиш, може да ти дојде за еден месец, може да не ти дојде. Значи тоа е многу битна работа и значи јас сум тип кој што правам повеќе музика и аранжмани отколку текст, па така да имам направено 2 текста до сега. Да пробал и тоа, да не биде дека не пробал. Да, тоа се значи навистина добри текстови, но сепак ретко се случува тоа, бидејќи навистина многу ми одзема време. Во музиката е друга. Значи сега додека пиеме тука и си правиме луѓе, може ти дојде инспирација. Да, ама ми се допаѓа барем што знаеш, барем колку толку да си дадеш пауза и да одмориш. Значи нормално. Време е за подароци. Значи, време е сега на вака добри гости да им подарам од нашите верни пријатели и соработници убави изненадувања. Прво ќе почнам со моето омилено. Ова е за тебе и за твојата понежна половина. Не мора со бендот да делите сега. Се делите, па и ова ли ќе делите. Значи, не може. И сега да ти кажам што ти давам. Ова е еден од најубавите производи на моите пријатели, што би рекла јас го обожавам. Сковин пенливо, екстра сува квалитетно вино, пенливо вино, врвен производ добиен од вино. И она што сакам да го кажам дека со својата бројност ни го свртува вниманието затоа што овој момент го нарекуваме игра на перли и сега што е работата. Умешност и ентузијазам на енологот содржани се во моментите кога безброј меурчиња, ќе ги видите по дома, сега јас после втората чаша не ги го гледам, само се гледаат, се извојуваат од дното на чашата и како ситни перли се ослободуваат и развиваат површината на виното. Кажеш како романтично. Секој чест за Сковина, мора да го видиме, значи како да покажеме. Виното е феноменално. За да знаат луѓето што си купат. Што треба да си земат. Е така. Ќе го пробаме па ќе ви кажеме како бил. Да, не речеш дека нека не те одржуваме будни. Ако треба и цела кеса ева за тебе, само да ми останеш буден, да имаш доволна инспирација, работа и ти Ирена и цел бенд, ова веќе може да се подели со бендот ова ти. Мака цела кесачка можеш да си го поделиш. И сега не знам јас дали сте за машко да правите, сум да си направите едно машко, ама додека да се решите за машко, да ми се чуваш. Да ми се чуваш дека не решите. Ова е битно. Е така. Кога ќе решиш дека сакаш да свириш на сува, тргај, прај машко. До тогаш. И моите омилени, овде се пан принт, едни овде материјали од нив, значи тоа се луѓето кои ни го прават овој убав тапет, овде имаш календарче, пинкалце, тефтерче, сето. Ова е за тебе вака. Благодарам. И за најдобрата емисија нормално. Да не речеш дека не сме те убаво пречекале. Немам лоши зборови ни за вас ни за емисија. Од волку подароци не фаќате, нас не фаќате вајда. Дали остане нешто за крај што сакаш да го споделиш, нешто што не го споменавме? Па кажавме прилика се. Имаме многу зборување. Си збориме. Ја мислам дека убав муабет направивме. Ништо, Филип, се гледаме пак март-април, значи кога ќе завршиш, кога ќе се вратите назад и од Германија кога ќе се дојдете, слободно јави се. Или тогаш веќе можам да земам и твојата понежна половина, вака две плавуши на шанг да се седнеме и сте убава. Јас ќе си одам со две плавуши, ништо не правиме. На здравје. На здравје, ти благодарам. Драгите мои гледачи, нека останат уште малку, затоа што не завршуваме овде. How you feeling? Happy. Tell me how you feeling? Happy. We about to do this cause we happy. Deluxe. Come along if you Is it man? happiness is
the truth because of love alone. If you know what happiness is, and you know, love alone. If you feel like Елит за мали и големи. Вистинско кафе за вистинско уживање. Штом ги ставам на очарите, значи нешто треба да ви прочитам, а дека сум ќура и не гледам. Тоа е дефинитивно сегментот Врапчето ми летна или моите омилени твитирџи со неколку твитови кои ме насмеа, се поврзани со кондомите. Инспирација плюс зошто треба да користите кондоми. Стар лисец. Јас во аптека. Дај ми пакетче кондоми. Аптекарката, за тука или за носење? За тука. Замислете само фацата и експресијата, лицето на аптекарката нека за тука. Соблакај се. Продолжуваме со интуитивно бате. Тој вели: "Сине, са бајле најдов кондоми кај тебе под кревет." "Добре, баба." "Зошто ме викаш баба?" "Бидејќи јас вчера не можев да ги најдам." Отиде. Кондоми ве молам, брзи како Порше, убави како БМВ или сигурни како Волво. Нека бидат како джип, за подупки ми требаат. Ова е добро, ова е стварно добро. Кондоми у кола, кога сум веќе кај овој момент, сосема согласувам со титеџијата под синонимот човек, вели кондоми у кола ти е основна опрема. И нити мене збори зимска опрема у кола. Кондоми, ако имаш си опреме за се што ти треба. Дарко Холистка. Море, ќе гледаме филм или да не изимам кондоми за џабе? Стара народна. Ќе правиш кафе со кондоми или без? Откако добро се инспириравме од Твитер заедницата, време е да ве потсетам дека нашите пријатели имаат голем асортиман на кондоми да си одберете, вкус, дизајн, што ви е потребно, вака овде ова. Заштитете се, сакајте се и водете љубов безбедно. Драги мои, следете на Facebook, дефинитивно таму се дружиме секој ден со вас, за да смиваме ве расположуваме, на Шанк со Ивана Наскова и редовно гледајте не во нашиот премиерен телевизиски термин. Ве сакам, ве гушкам, бидете ми добри, имајте убава недела и до следните 7 дена, до следната средба, сакајте се. Чао!